Притреси во кафе барот Класик во Кочани во собственост на Дејан Јованов Деко, кој е и газда на дискотеката Пулс, како и во подрачната единица на државниот пазарен инспекторат во градот врши МВР во врска со истрагата за пожарот во кој загинаа 59 лица, од кои 6 деца, дознава Телма. На распит се повикани неговата сопруга и ќерка. Од обвинителството соопштија дека во текот на вчерашниот ден и денеска истражните тимови на јавното обвинителство и МВР координирано преземаат действија за обезбедување докази во истрагата во врска со трагичниот пожар во Кочани. Извршени се претреси на 5 локации во Кочани и во Скопје, при кои се одземени дополнителни електронски уреди и други докази, за кои се издадени наредби за вештачење. Извршени се и распити на лица кои би можеле да имаат определени сознанија. Во текот на денот, јавното обвинителство ќе издаде наредба и до Управата за финансиска полиција за преземање определени действија поврзани со материјалното работење на повеќе правни субјекти, осомничените и други лица. Кафе барот Класик беше демолиран за време на протестите ден по пожарот во Кочани. Инаку кафе барот го носи истото име како и фирмата Класик ДМ, која долги години ја менаџираше дискотеката Пулс. И првата лиценца во 2021 година за вршење на угостителска дејност е издадена на име на Класик ДМ, но фирмата лани отиде во стечај поради долгови. Во меѓувреме на име на фирмата МММ Кафе е издадена втората лиценца за работа во 2023 година. Нејзин сопственик е Александар Карадаковски, кој всушност работел како шанкер во Пулс, а вистински газда е Деко. Во рамки на истрагата за пожарот на 16 март до сега се осомничени 34 физички и 3 правни лица. За сите беше определен притвор, освен за тројца кои се во болница. Меѓу нив е и шанкерот Александар Карадаковски.